Слушате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер ви и благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. 7 месеци по пожарот во Пулс почина Панчо од ДНК, 63-та жртва на трагедијата во Кочани. ЕУ прави голема грешка со Македонија, остра критика од председателот на Словачка, ден пред посетата на фон дер Лајен. Владата очекува реафирмација на позициите. Македонија добива Национален центар за вештачка интелигенција. Со поддршка на Европската Унија, преку везилка, ќе ги користи европските податоци за дигитална трансформација. Нови проекти и ветувања од кандидатите за градоначалници, последни денови изборна кампања. Кревко примирие во Газа, убиството на 5 палестинци, причина за нови стравови. А во тема на денот вечерва за случајот Пулс, кој ќе биде тест за македонското судство, но и за тоа како борбата со корупцијата и реформите во судството стана главни теми на партиските митинзи. Ќе разговарам со Благоје Пандовски, адвокат и председател на Transparency International Македонија. Останете со нас. 7 месеци по пожарот во дискотеката Пулс почина Владимир Блажев Панчо од ДНК. Неговите колеги и публиката изразуваат последна почита. Писмо со сочувство објавија и родителите на загинатите од Кочани. Тие преку социјалните мрежи побараа правда за Панчо, за секоја жртва и за секое семејство. Панчо 7 месеци беше во болнички кревет. Тоа е 63-та жртва на пожарот во Пулс. Почина Панчо од ДНК. Вокалот на музичката група 46-годишниот Владимир Блажев Панчо е 63-та жртва од пожарот во Кочанската дискотека. Тој речиси 7 месеци се лекуваше во приватна болница во Скопје од тешки изгореници на рацете и главата. Во пожарот кој избувна за време на нивниот настап во март годинава, животот го загубија и Андреј Ѓорѓиевски од дуото ДНК, придружниот вокал, тапанарот, гитаристот, како и членови на техничкиот дел од групата. Повеста за смртта на Блажев, бројни музичари, спортисти и негови соработници изразија сочувство преку социјалните мрежи. Групата ДНК, која беше формирана пред речиси 25 години, освен по својата популарност на музичката сцена, препознатлива беше и по бројните хуманитарни акции за помош на тешко болни и ранливи категории на граѓани. Сочувство за смртта на Панчо изрази Издруженијето на граѓани 16 март од Кочани. Ова не е само број. Ова е живот одземен, живот што носеше радост и надеж. Колку уште семејства ќе бидат погодени од оваа трагедија? Правдата мора да се извојува. За Панчо, за секоја жртва, за секој млад човек што беше одземен, за секој родител што плаче, пишува во објавата на Здруженијето. Со истрагата за пожарот во Пулс беше опфатен и Панчо, но постапката беше прекината додека трае неговото болничко лекување. Јавното обвинителство ќе издаде наредба за обдукција на лицето за кое постапката беше времено прекината токму заради здравствената состојба, информираше јавното обвинителство. Во меѓувреме се чека стартот на судењето за случајот во кој обвинети се 34 лица и 3 фирми. Сите се обвинети за тешки дела против општата безбедност. Поранешни министри, градоначалници, директори, собствениците на дискотеката, фирмата за обезбедување се гонат дека ја допуштиле незаконската работа на објектот, кој во март годинава целосно изгоре откако за време на настап на групата ДНК беше активирана пиротехника. Загинаа 63 лица, а над 200 беа повредени. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Државниот санитарен и здравствен инспекторат влезе на клиниката за неврологија. Преку вонреден надзор ќе проверуваат како работел разрешениот директорот, како лекарската комора потврди дека немал важечка лиценца. Министерот за здравство очекува во пакетот законски измени кои ги подготвува со помош на правната фела да се обезбеди можност токсиколошките анализи да бидат воведени како редовен систем за контрола на вработените. Инспектори од Државниот санитарен и здравствен инспекторат денеска во вонреден надзор на неврологија. Ќе ја разгледуваа документацијата дали и какви прегледи имал доктор Игор Кузмановски, кој на снимки објавени на социјалните мрежи во домашни услови меша бела прашкаста материја и коментира за квалитет на дрога. По добиена наредба од министерот за здравство во тек инспекцијски надзор на неврологија, кој ќе опфати работата на здравствената установа и на разрешениот директор доктор Игор Кузмановски, како здравствен работник и како директор на таа установа,
И тоа во врска со одредби од Законот за здравствена заштита и Законот за евиденција од областа на здравството, велат од ДСЗИ. Кузмановски веднаш по појавување на снимките беше разрешен од менаџерската функција. Неврологија од вчера има нов директор, а за случајот со коментари председателот на владата. Мицкоски вели дека тоа што се случило и не треба враќање назад, а професорот невролог имал импозантна биографија. Тоа што на моменти на слабост имал директорот поранешен, претпоставувам тоа ќе го следи него во текот на неговиот живот и тоа е негова приватна работа. Јас тука немам што да кажам. Ние како влада тоа што требаше да го направиме, го направивме и реагиравме веднаш, откако оној нелегален материјал се појави на социјалните медиуми. Откако снимката со докторот предизвика бурни реакции во јавноста, се наметна и размислување дали треба да има токсиколошки тестирања за здравствените работници. Според министерот за здравство, една од можностите е со најавените законски измени. Ние имаме 12 работни групи кои што работат, како што знаете, на менување или синхронизација на тие закони за да не бидат во колизија помеѓу законите. И една од можностите која што ќе ја разгледаме дали може во некој од законите да биде, ќе биде и тој член од законот. Кузмановски немал и активна лиценца за работа која му била истечена уште на 15 март, а барање за продолжување доставил минатата недела. Но има активен специјалистички факсимил со важност до крајот на 2028. Од Фондот за здравствено осигурување вела дека постапуваат согласно договорот со неврологија. И од клиниката требало, но не ги известиле дека има доктор со истечена лиценца. Сања Димитровска, Сител телевизија. Во тема на денот како што најави, вечерва разговарам со Благоје Пандовски, адвокат и председател на Transparency International Македонија. Господин Пандовски, добро вечер. Добро вечер. Ќе почнам разговорот со случајот кој што веројатно ќе биде еден од најголемите тестови за македонското судство. Тоа е случајот Пулс, трагедијата во дискотеката во Кочани. Од денеска имаме 63 жртви во овој случај, имаме повеќе од 30 обвинети. Какви се вашите очекувања за оваа постапка? Да, најпрво сочувство до блиските на Панчо. Денеска е последната жртва, нели она која се јави како резултат на трагедијата во Кочани. Во врска со судскиот процес, на почетокот имавме навистина експресна реакција од институциите. Меѓутоа, со толку многу обвинети, со толку многу обвиненија, со толку многу докази, со толку многу распити кои што треба да се случат, не може да очекуваме брзо носење на пресуда. Тоа не можеме да го очекуваме, но не ни треба да го очекуваме. Мислам, не ни би било пожелно, бидејќи често пати под притисок на јавноста, која знае да се прави врз судството, се инсистира на брзо завршување на одредени процеси. Пребрзото завршување, неизведувањето на сите докази може да резултира со неквалитетно водење на постапката, неквалитетни пресуди, кои што понатаму во други инстанции можат да паднат и повторно да се вратат на повторно судење, што значи очекувам дека ќе биде долг процес, нема да биде премногу долг, како што викаат 15 години. Знаете како голем револт кај родителите предизвикаат тие изјави кои што ги дава одредени ваши колеги, дека ова ќе биде процес кој што никогаш нема да заврши или ќе трае повеќе од 10-15 години. Со право родителите се револтирани, зашто тоа е навистина бавна правда. Од друга страна, јавниот обвинител реагираше дека нема вистина во ваквите изјави. Каде е вистината реално? Кој би бил рокот кој што треба реално да го очекуваме за една вака обемна постапка? Па неблагодарно би било да се каже точен рок, меѓутоа дека сигурно ќе трае неколку години, ќе трае. Во тие неколку години ќе треба да се изведат сите докази, ќе треба да се сослушаат обвинетите, ќе треба да се донесе правична и правилна пресуда, бидејќи знаете како што правдата треба да се задоволи на страната на оние кои што се оштетени, оние кои што ги имаат изгубено најмилите во овој случај, така од друга страна правдата треба да биде задоволена и од страната на обвинетите. Јас како адвокат тоа многу добро го знам. Значи само правична, правилна постапка која се темели на закон, без притисок од јавноста за тоа да биде брзо, може да резултира со правилна пресуда во која што тие што навистина сгрешиле ќе бидат казнати. Сега со години во државата главна тема е корупцијата и во овој случај позадината е
корупција, но некако се наоѓаме во изборна кампања. Борбата со корупцијата, реформите во судството стана главна тема на локални избори. Зошто е тоа така? Видете, корупцијата е голем проблем со кој што нашата држава се соочува. Тоа не е од сега, тоа е години наназад. И корупцијата е нешто што по мене, не сакам да се впуштам во политика, меѓутоа најлесно поминува кај гласачот. Кога ќе им кажете ќе се справиме со корупцијата, луѓето го слушаат тоа што сакаат да го слушнат. Тие секојдневно се засегнати со проблеми кои што произлегуваат од корупција. Не може да си завршат најобични работи. Институциите се нефункционални поради таа корупција. Нивните права, нивното право на остварување на одредени работи кои што треба да им бидат остварени им е занемарено заради таа корупција. Некој ужива предност по основ на неговиот статус, на неговите пари. И кога граѓанинот ќе го слушне тоа од политичарите, тој се чувствува убаво и гласа за нив. Меѓутоа, што навистина се случува надвор од овие предизборни програми, без оглед дали се тоа локални избори, дали се тоа парламентарни избори, претседателски, сите зборуваат за корупција. Меѓутоа, од друга страна, политиката, еве да ја земеме на страна да го трнеме правосудството, обвинителството и судството. Што политиката прави? Што институциите прават за решавање, за реформи во правосудството, за решавање на оние главни институции кои треба да се борат против корупцијата? Ако ги земеме, слушаме дека се потребни нови луѓе во институциите. Тоа ли е решението или што е да решението за враќање на довербата во овој систем? Значи, точно е дека има голема хипокризија во судството и во обвинителството. Точно е дека има обвинители и суди на кои местото не им е таму, можеби. Но има и честни обвинители и суди. Има и луѓе кои што знаат да ја работат својата работа. Меѓутоа, како овие две клучни институции во едно демократско општество кои што треба да се борат против корупцијата, ќе се борат ако се десеткувани? Како тие ќе се борат ако секоја година не им го давате минимум законскиот буџет кој што им следува? И во судството и во обвинителството, како ќе се борат доколку со новите проекции на Министерството за финансии дури и за наредната година не им возможувате конкретно вработување во обвинителството. Како обвинителството ќе се бори кога нема доволен број на обвинители, нема доволен број на службеници, кадри кои што треба да работат, нема доволен број на материјални средства? Како очекувате такви десеткувани институции да се борат против корупцијата? Како, од друга страна, како очекувате борба против корупцијата кога клучното дело поврзано со корупција, злоупотребата на службена положба и властување, кое се осакати во 2023 година, се уште не се донесени законските измени на кривичниот законник. Им го одземате орудието на овие институции со кои треба да се борат против корупцијата. Значи, ако постои политичка волја, ако постои желба да се справиме со корупцијата, ќе овозможите овие институции конечно да застанат на здрави нозе, да бидат во полн кадар, значи да има доволен број на обвинители, доволен број на суди, ќе ги направите законите такви кои ќе бидат подобни за борба против корупција, кои што ќе им овозможи на овие институции да водат правилни процеси и да донесат правилни одлуки. Се до тогаш предизборните кампањи во кои што борот корупција се повторува постојано, се само обични ветувања кои што не го гледаат светлото на денот. Че ако си имаш желба, постои и решение. Секогаш, да. Господин Пандовски, еден случај кој што неколку дена е главна тема во јавноста, тоа е она видео кое што излезе на социјалните мрежи со веќе разрешениот директор на клиниката за неврологија, па ова отвори дебата дали има потреба од законски измени со кои што токсиколошките тестови би се вовеле како систем на контрола на вработените. Има ли вакво искуство во други земји и кое е вашето мислење за оваа поставка? Моето мислење е дека секое дефинирање на процедура, секое дефинирање на изведување на докази во таа процедура ќе донесе за поправични одлуки. Имам чувство дека во последно време кај нас одлуките се носат под притисок на јавноста. Знаете дека се појави фотографија и одма министерот ќе разреши некој директор. Но дали е тоа така? Дали е таа фотографија автентична? Што е тоа што таму се конзумира под наводници од страна на тоа лице? Кога е и каде тоа случајно, доколку се... Значи, тие работи мора да се утврдат. Не може кога ќе излезе некаква фотографија и јавноста одма под притисок на медиумите да се крене на нозе, а политиката, односно министрите, да го задоволат она што во моментот се бара само за политички поени. Секогаш дефинирањето на постапките е клучно. Знаете, во една држава во која
се дели нели власта на законодавна, извршна и судска, иако овие дисциплински постапки не спаѓаат под судската власт, тие сепак во себе содржат инквизиторски елементи, односно испитување на тоа што се случува. Ако сакаме да имаме правилни одлуки, секогаш мора да испитаме правилно целата ситуација. Во таа смисла, секакво воведување на правила во кои што еве и такви токсиколошки наоди кои што ќе се земат од крвта, дали се содржи, дали има определени опијати или не, ќе придонесат за поправилно решавање на ситуациите. Се до тогаш ќе бидеме само предмет на така наречено политиканско решавање на овие Меѓутоа и ситуации. не само да се донесат законски измени, туку и да се почитуваат. Ние гледаме дека Дефинитивно. бил директор на клиниката, немал лиценца за работа, па сега тоа отвара нови прашања. Повторно се враќаме на моментот. Имаме закони кои што не се спроведуваат и не се почитуваат. Тоа е повеќе пропуст на институциите колку негов пропуст. Значи оние работи кои што институциите треба да ги преземат на контрола на ваквите ситуации. Еве уште еден пропуст кој можеби ќе резултира и би резултирал со некаква, не мора да биде трагедија, меѓутоа неправилност која ќе се случи. Значи повторно тоа го зборам, контрола, точно утврдени постапки и процедури и на крај носење на правични решенија. Без оглед дали се работи за дисциплински постапки во одработен однос, дали се работи за проверки во рамките на управата, дали се работи за судска постапка, секогаш мора да имаме дефинирани правила. Господин Пандовски, благодарам многу за Ви гостување. благодарам и на вас. ЕУ прави голема грешка со Македонија. Остра критика од председателот на Словачка, ден пред посетата на фон дер Лајен. Владата очекува реафирмација на позициите. Македонија добива Национален центар за вештачка интелигенција. Со поддршка на Европската Унија, преку везилка ќе ги користи европските податоци за дигитална трансформација. Ден пред посетата на председателката на Европската комисија, председателот на Словачка од Скопје испрати остри критики за Брисел. Пелегрини вели дека Европската Унија прави голема грешка со Македонија, а со тоа ја ризикува и стабилноста на регионот, но и на Европа. Од владата очекуваат на утрешната средба со фон дер Лајен да бидат реафирмирани веќе познатите позиции. Европската Унија ризикува со процесот на проширување. Интеграцијата на Македонија не треба да се злоупотребува со политички спорови. Со ваква порака од Скопје, словачкиот председател Петер Пелегрини ја критикува Европската Унија дека прави голема грешка со динамиката на проширување. Постојано се појавуваат нови услови и искрено ЕУ прави голема грешка затоа што ЕУ не може да ја изгуби оваа динамика. Стапниот процес за вашата земја треба да се заснова само на исполнувањето на критериумите и ниту една земја не треба да го злоупотребува тоа и при тоа да го забавува вашиот процес на пристапување, што е речиси еден вид уцена. Ваквите пораки стигнуваат во пресрет на утрешната посета на шефицата на Европската комисија фон дер Лајен на Скопје. Македонската председателка Силјановска очекува конструктивни разговори, но на масата се најде и прашањето со Бугарија, за кое вели Македонија има аргументи. Очекувам да се спомене и ова прашање. Ние од секогаш сме биле спремни да разговараме со аргументи. Ние од секогаш сме мислеле дека бугарскиот народ ни е близок. Бугарската држава била првата што не признала без никакви условувања, не случајно, значи, и затоа јас понекогаш сум изненадена од сегашното политичко поведение. И владата очекува реафирмација на позициите дека наша стратешка цел останува членството на Европската Унија. Нашата стратешка цел останува полноправно членство во рамките на Европската Унија. Некако изминативе 25 години како полека да го изгубивме образот, чекорејќи по тој пат, и како малку да остане од тоа достоинство тој образ, чекорејќи кон тој пат. Се надевам дека ќе има испорака и од страна на Европската Унија, за да малку барем го зачуваме образот пред да влеземе, затоа што со изгубен образ и достоинство ниту на нив нема да им вршиме работа, а оваа влада нема намера повеќе да губи од достоинството и образ. Освен со Силјановска Давкова, Пелегрини се сретна и со премиерот Мицкоски и председателот на Собранието Гаши, а се поклони и пред гробот на Гоце Делчев. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија.
Пред посетата на Скопје, фон дер Лајен објави дека носи добри вести. Ќе вклучат земјава во системот на така наречени фабрики за вештачка интелигенција. Со ова се реализира и планот за национален центар за вештачка интелигенција, со кој се очекува значаен напредок во дигиталната трансформација. Даниел Василев ги има деталите. Везилка е името на првиот национален центар за вештачка интелигенција која треба да биде дел од европската мрежа на AI фабрики со директен пристап до европските суперкомпјутери. Истражувачите, стартапите и институциите ќе имаат можност да развиваат напредни решенија засновани на вештачка интелигенција. Финки доби проект од ЕУ вреден безмалку 6 милиони евра, кој вчера го најави и председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Генеративната вештачка интелигенција се уште нема доволно македонски извори кои може да ги користи, па поради тоа како главни извори се документите кои доаѓаат главно од бугарски јазик, но и останатите слични словенски јазици. Затоа прва задача ќе биде подготовка на јазичен модел кој ќе биде полнет со македонски документи, текстови и содржини, со цел тие да бидат главните извори, но и вештачката интелигенција да може во целост да ги разбере македонскиот јазик, култура, законодавство и генерално македонското општество. Откако ќе биде изготвен јазичниот модел, фокус ќе бидат 4 гранки кои се дел од Смарт Македонија. Тој јазичен модел ќе се извршува на нашите сервери, всушност ќе задржиме нивото на приватност, на суверенитет и така натаму. Верувам дека со овој проект, со Везилка, во сите овие области, почнувајќи од јавна администрација, од здравство, во енергетика, во земјоделие, ќе направиме значаен исчекор во подобрување на продуктивноста и зголемување на потенцијалот на македонската економија во сите овие области. Везилка е историски проект и има национално значење. Центарот ќе биде придружна единица на европската AI фабрика Фарос во Грција. Освен инфраструктура, Везилка ќе создаде и центар за обука и тренинг во областа на вештачката интелигенција. Планирано се спроведуваат обуки, едукативни програми и практични проекти со цел да се развијат вештини и знаења за новата дигитална економија. Ова е инвестиции во луѓето, во студентите, во истражувачите, во професорите, во професионалците, во предприемачите, кои ќе ја водат Македонија во следната дигитална декада. Почитувани, создавањето на Национален центар за вештачка интелигенција е дел од нашата поширока визија. Македонија да стане дигитално суверена држава со силна научна и иновацијска основа. Генеративната вештачка интелигенција, особено по лансирањето на ChatGPT од компанијата OpenAI, ги промени тековите во глобалната економија. Европската Унија, која во суштина е многу зад главните глобални актери како Соединетите Американски држави и Кина, преку овој проект, во кој е опфатена и Србија, сака да го вклучи регионот во технолошкиот развој на Европа. Даниел Василев, Сител телевизија. Поквалитетен живот за пензионерите, ранливите групи граѓани и субвенции за банско лекување најавува кандидатот на ВМРО ДПМН за градоначалник на Скопје, Орце Ѓоргиевски. Каја Шукова, како кандидатка на СДСМ, вели дека ќе спроведе целосна реформа на јавните предпријатија, а која добие довербата на избори. Услови за поквалитетен живот на пензионерите, лицата со попреченост и ранливите категории граѓани на главниот град ветува кандидатот од ВМРО ДПМН. Субвенционирано бањско лекување, 2500 денари помош за пензионерите со најниски примања, целосна инфраструктура за пристапност до институциите се дел од проектите со кои Ѓоргиевски ја бара довербата од гласачите. Субвенционирано банско лекување, континуирана здравствена грижа и рехабилитација, подобрени услови за домување и можности за активен општествен живот. 2500 денари за пензионерите со најниски примања, ќе обезбедиме финансиска поддршка за оние кои живеат со најмалку средства. Ќе воведеме офицер за асистенција кој ќе им помага при административни постапки, а дигиталната достапност ќе обезбедиме преку градскиот портал. Приоритет во програмата на кандидатката од СДСМ е целосна реформа на јавните предпријатија. Шукова оцени дека денес Скопје изгледа запуштено и нечисто, бидејќи предпријатијата биле заробени од партиски интереси и долгови. ЈСП се модернизира со нови еколошки автобуси, електронски систем за наплата и брз автобуски транзит, за да се воспостави јавен превоз што функционира. Комунална хигиена се ревитализира со современ центар за селекција и рециклажа, редовно собирање отпад и конечно решавање на врдариште.
Во паркови и зеленило се отвара нова ера. 10.000 дрва и 15 нови паркови за 15 месеци, со редовно одржување и враќање на зелените површини во малата. Старата касарна во Бардовци ќе биде трансформирана во нов скопски експоцентар, најави кандидатот од коалицијата Искуство за успех. Во проектот на Трајановски предвидено е во рамки на комплексот да се изградат и хотелски капацитети, угостителски објекти и зелени површини. Оваа локација која што се простира на 86.000 квадратни метри ја предлагаме за новиот Скопски експоцентар или новото Скопско сајмиште, каде што според неговата стратешка положба која што во непосредна близина се наоѓа Скопската обиколница е лесна за пристап на сите капацитети кои што би доаѓале овде да ги изложуваат на настаните своите производи и продукти, како и индустријската зона во Избегово, така да ова би добило една комплетна целина. Старите неискористени индустријски објекти ќе се реставрираат за нови содржини како алтернативна културна сцена и креативни индустрии, најавува независниот кандидат професор Марковски. Да го сочуваме и искористиме како градителско наследство кое може да добие поинаква функција пропаднатите индустријски и стопански капацитети, какви што се, например, магазините на Славија во Кисела вода. Наместо да ги уриваме и преку нив да градиме колосални стамбени објекти, да ги пренамениме во простор за алтернативна културна сцена, креативна индустрија и функции наменети за младите. Кандидатот за градоначалник на град Скопје од Левица за денеска најави средби со граѓаните во Лептокарија, општина Карпош. Во трката за главниот град се 16 кандидати, од кои 3 независни, поддржани од група избирачи. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Со своји теренски активности и презентација на програмата продолжуваат и кандидатите за градоначалници и советници низ општините. Потегот позади мене ќе изградиме нов модерен плоштад со културен дом. На оваа тематика работевме во изминатиот период, успеавме да ги надминеме сите имотно-правни проблеми и успеавме да направиме еден убав модерен проект. Токму овде, на крстосницата на улица Киро Григоров со улица Индустријска, ќе се изгради кружентек кој значително ќе го намали метежот во ударните часови. Истовремено, на сегашната раскрсница што ги поврзува улица Благоја Стефковски со улица Маџари, ќе биде изграден втор кружентек. Како трет клучен проект за намалување на сообраќајниот метеж е изградба на клучка или кружентек на влезот од Скопје. Гасификација и енергетска ефикасност во училиштата за подобри услови и пониски трошоци. Спортски игралишта и уредени дворови во секој училиште со можност за училници на отворено. Технолошки интеркултурен центар во целосно реконструиран дом на пионери 29 ноември. Итно затварање на постојната дива депонија, расчистување со криминалот и одговорност за системско труење на стружани, еколошки и одржливи решенија за реупотреба на отпадот. Компостари за биоотпад од затворен тип во секое мало, што ќе бидат достапни за секој домакинство. Со стручна помош од архитектонскиот и градежниот факултет, Македонски железници најавува целосна реконструкција на железничката станица во Скопје. Основниот изглед ќе биде задржан, но како што велат ќе се додадат нови модерни елементи. Според плановите, целата постапка треба да заврши за 6 години, кога се очекува пуштањето на брзата пруга од коридорот 10 и кракот до Скопскиот аеродром. Целосно ќе се реновира железничката станица во Скопје. Планот е да се зачува основниот изглед, но со модерни елементи. Билбордите ќе бидат забранети, а ќе се отстрани и се што е доградено од првичниот проект. Железничкава станица не може да биде турбофолк хаб во државата. Нормално, може да има содржини од општествен, можам да кажам, интерес, нека има аптеки, нека има некоја цветјара, нека има комерцијални содржини кои што се општо прифатени секаде во свет. Но доградби, некои кебапчилници и ред други работи кои што мирисот внатре во станица, со новиот проект нема да бидат дозволени. Проектирањето ќе го вршат архитектонскиот и градежниот факултет, а би траело околу 1 година. Реконструкцијата треба да биде завршена за најмногу 6 години. Истовремено со пуштањето на брзата пруга на коридорот 10 и железничкиот крак до Скопскиот аеродром. За финансирање или ќе се оди со државниот буџет,
втора опција да се направи заем на класичните заеми до сега што ги имаме со ЕБРД, со ЕИБ, со комерцијални банки, но не е исклучува можноста оваа железничка станица да влезе во стратешкото партнерство со Велика Британија. Деканката на архитектонскиот факултет оцени дека ќе има многу работа, затоа што станицата е многу запуштена. Она што го планираме е да го заживееме пред се просторот на оваа платформа, за која што сметаме дека има голем капацитет да стане еден социјален хаб. А тоа значи да абсорбира содржини кои што ќе бидат културни содржини, кои што ќе овозможат одвивање на настани на оваа платформа, ќе ја збогатиме естетски таа платформа. Деканот на Градежен пак рече дека тие ќе работат на целосна реконструкција на елементите од железницата. Мостовски конструкции, санирање на свлечиште и подпорни ѕидови. Е многу значаен овој почеток, затоа што ние сите сакаме да бидеме дел од едно пошироко семејство, да бидеме дел од таа паневропска мрежа во која што и припаѓаме реално. Со овој проект ќе ги обезбедиме оние услови кои што и стандарди кои што се практично важат во сите западноевропски земји. Железничката станица е отворена во 1981 година како дел од комплексот наречен Транспортен центар. Автор е прочуениот јапонски архитект Кензо Танге. Мартин Арсов, Сител телевизија. ММФ попладнево го објави најновиот извештај, а во него има намалување на прогнозираниот економски раст за Македонија за 0,2%. Инфлацијата се очекува да остане иста и следната година, а стабилизација на цените според прогнозите на ММФ би имало за 5 години. Наташа Мерсовска ги има деталите. Македонската економија годинава ќе порасне 3,4, а следната 3,2%. Меѓународниот монетарен фонд благо за 0,2% поени ја намали проекцијата од ланскиот октомври. И со вакви бројки нашата економија, заедно со Албанија и Косово, ќе бележат највисоки стапки на раст во регионот. Инфлацијата до крајот на годината ќе остане висока и според ММФ ќе изнесува 3,9, додека следната 3%. Пониски цени може да се очекуваат дури во 2030 година, кога таа ќе се стабилизира и спушти до 2%. Според ММФ, дефицитот на тековната сметка оваа година ќе изнесува 3,6, а следната 3,1%. Во најновиот извештај ММФ благо ги спушти прогнозите за глобалниот раст на 3,2 оваа и 3,1 следната година, што е намалување од 0,2% од претходниот октомври. Како причини се наведуваат високите царини кои ги наметна Трамп и различните трговски договори со некои земји. Дел од државите се воздржа од реципрочни мерки, па затоа ефектот од царините е помал отколку што се очекуваше. И покрај стабилното прво полугодие од годината, перспективите за економиите во светот се кревки, додека ризиците намалени. Главниот ризик е дека царините можат дополнително да се зголемат и заедно со нарушениот синџир за снабдување да го намалат глобалното производство за 0,3% следната година. Притисоците за трошење државни пари се зголемуваат во многу земји, што може да ги зголеми каматите на кредитите, велат од ММФ. Fiscal pressures are mounting across many countries and may interact with financial market fragilities to further raise borrowing costs and increase rollover risks. And institutional credibility, particularly central bank independence, faces growing political pressures that could de-anchor inflation expectations. Значен поттик на растот може да му дадат побрзото решавање на трговските тензии, намалувањето на неизвестноста како изголемувањето на продуктивноста од вештачката интелигенција, велат од ММФ. Инаку Светска банка минатата недела излезе со прогнози за македонската економија, каде очекуваат растот да достигне 3,1%, инфлацијата 3,8% и фискалниот дефицит 4%. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.